Облачен и дождлив ден. Го гледаме Краков од високиот суперлуксузен хотел Holiday Inn, за кој се вели дека е еден од најрепрезентативните хотелски објекти воопшто на исток. Го гледаме од височина овој древен град, од каде што се нуди широка панорама преплетена во барочен стил и медитираме. Неговата гледка е импресивна за поетите на длабоките стихови, да не речем импресивна за тешките стихови. Магла, дож, невреме, месец јуни, Краков, 1980 година. Како да е во прашање едно метеоролошко недоразбирање. Љубезните домаќини Артур Јањицки, уредник на образовната програма, и Александар Василевич Алек, долгогодишен снимател на полската телевизија, не пречекуваат срдечно и насмеани. И додека во едно од кафеаните пиеме хербата, топол чај, национален пијалок, исто како што е и водка Виборова, мислејќи дека добро го познаваме, ни доставуваат кратки, би рекле, телеграфски информации за Краков, кои пак многу ќе ни послужат за време на нашиот краток престој во овој мощен и интересен град, вброен во листата на УНЕСКО меѓу 12 најголеми атракции на светот. Краков денеска има над 800.000 жители, од кои 60.000 се студенти.
jeszcze innych słów miłości. Тој е бисер на културата и на уметноста. Во него се наоѓаат 73 древни цркви, од кои најпознати се Света Марија од Панмаријатски, Вавилската готска катедрала, Романската стара црква на Свети Анжеј. Które przyjdzie nam na miłość przetłumaczyć, by piękniała z naszych słów. Budujemy naszą miłość na nasz wspólny dom. За Краков, како за ретко кој друг град во Полска, постојат многу легенди. Во една од нив се вели: покрај реката Висла живеел еден змеј што овдешните жители ги исплашил до смрт. Речи си секој ден, змејот јадел по една овдешна невина девојка. Кога змејот ја пречекорил секоја граница, попот на овдешниот род вислански издал наредба. На оној што ќе го надмудри злогласниот змеј, ќе му ја даде за жена својата керка по име Ванда. Како што се случува во сите легенди, барајќи ја среќата за да стигнат до нежната рака на Ванда, се жртвувале многу смели момчиња. На крајот се појавил едно непознато момче, Чевлар, кој што пред попот изјавил дека ќе го победи змејот. Момчето по име Крак со голема итрост ја започнал играта. На змејот му фрлил овча кожа полна со сумпор и изгорен јаглен. Од кога изел кожата, змејот почнал да гори, излегол од пештерата, се втурнал кон реката Висла, се напил вода и пцовисал. Крак ја зел заслужената награда, убавата девојка и нејзиното богатство. И од тој ден до денес овој град го носи името Краков. И уште една легенда за скршените акорди на една труба. Татарите биле законати непријатели на пољаците и како такви тие заземаат главно место на легендите во оваа земја. 3 пати татарите свире го нападнале овој град. За време на првиот обид, кога од куполата на црквата Света Марија се слушна ехото на тревогата, еден татарски војник смртно го ранил младиот краковчанец кој во тој момент свирел на труба, но овој до последниот миг не го оставил својот инструмент и умирајќи ги интонирал скршените акорди на трубата. До ден денешен, точно во 12 часот напладне, од полукружните прозорчиња на црквата, како историско ехо, се гледа трубата како ја интонира мелодијата на пресечените акорди. Овој фрагмент, оваа легенда е влезена во многу дела од сите области на полската уметност. Овој детаљ го бележиме и на филмските дела на краковчанецот со светско реноме режисерот Анджеј Вајда. Moja muzyka to ja, moja muzyka to ja, moja muzyka to
Вака спонтано, за време на нашиот краток престој во овој град, се обидувавме да откриеме дел од многобројните занимливости, од за нас недоволно познатиот Краков, за кој веруваме дека ќе ја разбудат љубопитноста на нашите гледачи. Се приближуваме пред капиталните монументи, како што е Царскиот дворец, средновековниот споменик Барбакан, Вавелската катедрала и многу други. Но пред да завлеземе во големото историско наследство, не можеме а да не застанеме пред портите на Краковскиот универзитет, поточно Јагелонскиот универзитет. Кралот Кажимјеш Велки го подигнал Краковскиот универзитет во 1364 година. Без сомнение, овој универзитет служел како редок пример и модел, би рекле, заедно со старите италијански универзитети. Интересно дека на ректорот на овој универзитет, кој е избран од самите универзитети, му е даден кралски атрибут, но дека високите титули за магистрите и научните докторати ги одобрувал канцеларот на универзитетот, на чии церемонии бил присутен и краковскиот бискуп. Делото на Кажимјеш Велки го продолжил кралот Јагело и неговата жена Јадвига. На 26 јули 1400 година Владислав Јагело, по примерот на Парискиот универзитет, го реорганизирал Краковскиот универзитет. Така во 15-тиот век овој универзитет станал познат во светот, особено во науките од областа на математиката и астрономијата. Тука студирал и Никола Коперник, кој зазема видно место во плеадата на најпознатите светски мислители. Средновековниот Барбакан е споменик што го символизира славното историско минато на Полска, еден од ретките примери на ваков вид споменици од средниот век. Изграден за време на Јан Олбрахт, според најновата архитектура, во тоа време тој бил една од најголемите и најјаките тврдини. Барбакан бил тврдина на овој град, тука крај Флоријанската порта. Тука со векови се пречекувани испраќани познати и важни личности на тоа време, додека лете се одржуваат културни манифестации, посебно театарски. Се приближуваме кон величествениот царски дворец Вавел. Се обидуваме него да го снимиме од сите агли, за да го доловиме од сите страни. Но подобро ни доаѓа да го снимиме од надвор отколку однатре, можеби од технички причини.
Овој дворец е гордост на полската архитектура, вистинско богатство на минатото, што и ден денес привлекува големо внимание на странските посетители, но и на самите пољаци кои од сите страни на Полска доаѓаат да уживаат во неговата убавина. Случајно бевме присутни на денот на еден обичај, чија вековна традиција била прекината неколку години за да почне одново пред 2 години. Ни рекоа дека овој обичај не е едноставен верски обичај, воедно и туристичка манифестација. Независно од вистината, јасно е дека овој ден привлекува голем број луѓе. Оваа толпа луѓе му дава живост на овој комплекс. Тие се растураат на сите страни за да ги откријат сите тајни на овој дворец, но дека најмладите со посебно внимание ќе застанат пред змејот кој ден денес исфрла оган, како да не можела да го угасне ниту висла што тече покрај него, така како што вели легендата. Посетителите, било помладите или повозрастните, се восхитуваат од овој змеј благодарение на современиот скулптор Бронислав Хромек, кој со ова дело легендата ја направи уште побесмртна. Посетителите се движат од сите страни, а многумина од нив застануваат крај Висла. Тука ги пречекуваат бродовите. Како и многу други хроничари и патеписци, така и ние ќе му должиме на овој замок. Раскажувањето за него не завршува со вакви кратки фрагменти. Да кажеме на крајот дека за време на вековните страдања, Вавелската тврдина од разните варварски напади многу често добивала тешки рани, но таа повторно е доградувана за да го зачува својот некогашен изглед. Имајќи ја предвид секогаш големата почит спрема вистината дека Краков бил и останува едно од гнездата на многу познати личности на науката, уметноста и културата воопшто, што се родиле или тука работеле и живееле, како што е, да се подсетиме уште еднаш, Никола Коперник, ќе се обидеме и натаму да ве запознаеме со импресиите од нашиот краток престој во овој град. Над портата на Централното кино Киев, залепен со хотелот Краковија, се виорат знамења од многу земји на светот. Во јуни 1980 година тука се одржуваше 20-тиот национален фестивал и 17-тиот меѓународен фестивал на краткометражниот филм. Нашиот прочуен современик Анџеј Вајда е син на овој град. Тука се родил и се школувал. Тука ги завршил студиите на ликовната уметност, сликарството. Тој е основач на пиварницата Пивница, политичко и економско кабаре, каде што подоцна се откри и се разви до максимум талентот на пеачката и кантавторката Ева Демарчик, која студираше и работеше тука. Роман Полански, Кшиштоф Зануси тука ги направија почетните чекори во творештвото. На еден друг агол, нашето внимание го привлекува еден добро компониран плакат. Пољаците се познати мајстори на плакати. Покрај нив го бележиме свеченото отворање на 8-то биенале на графика, на кој присуствуваа учесници, почнувајќи од Јапонија до Канада.
Тука студирал и играл во конспиративниот театар и Карол Војтила, за да стане подосна бискуп, надбискуп и краковски кардинал. За време на Втората светска војна тој работеше во хемиската фабрика во Краков. Моментно тој е папа Јован Павле II во Ватикан. На нашето занимливо отпатување ќе влеземе во познатата кафеана Јама Михалика. Ќе седнеме можеби на истите столови и ќе пиеме кафе или чај од истите филџани, од кои пиеле и многу прочуени уметници и поети од овој град, како што е Станислав Виспијански. За еден миг, тука покрај споменикот Барбакан, кај портата каде што завршува улицата Флоријанска, ќе застанеме и пред продажната изложба. Тивките звуци на циганската виолина, тука се еден колорит повеќе за стикарските платна, меѓу кои може би има и гениални, но сепак анонимни. Улицата Флоријанска не води на главниот поштад, таму каде што водат сите улици на Краков. Некако во овој миг, како да сме дошле да го поздравиме големиот сеполски поет Адам Мицкиевиќ. На плоштадот цвеќиња, како да се растурени од неговите стихови. Од бронзените усни на поетот, како да ги слушнавме стиховите посветени на пријателите. Се сеќавате ли за мене? Ете, јас не ве заборавам како пријатели што страдавме заедно по затвори и интернации. Не бевте пољаци, но имате еднакво граѓанско право во длабочините на моево срце.